На клиниката за онкологија и радиотерапија повторно нема лекови. Недостаток на лекови има за пациентите со рак на дојка. Лекот го нема од 15 март, а веќе од денеска нема терапија за меланом и бели дробови, објаснуваат од Сдруженијето Хема Онко. Причина за доцнењето е во тендерската постапка и пациентите бараат законски измени во делот на тендерите. Процедурата, како што ни кажаа и од онкологија и од фондот, е дека е започната за тендерот и дека е поднесен тендерот, сега се чека на одобрување, односно на жалбите кои што следуваат за тендерот. Меѓутоа, апелираме како пациентска организација оваа процедура да се убрза и пациентите пред празниците да добијат терапија. Во административен лавиринт се заглавени и пациентите кои треба да земаат таблетарна терапија од аптеките, со цел да се намали метежот од пациенти кои го земаат овој вид на терапија од клиниката за онкологија. Е заглавено и со онаа терапија која што веќе треба да почне да се подигнува од аптеките. Тоа се латресанот, авомитот, тој тип на таблетарна терапија која што е за хормонските ракови на дојка. Таа треба да почне да се подигнува од аптеките, меѓутоа и тоа последен пат добивме информација дека се чека да помине во службен весник. Од клиниката за онкологија објаснуваат. Постапката е завршена од страна на клиниката за онкологија и радиотерапија и моментално е на управна контрола во Бирото за јавни набавки. По завршувањето на административните процедури ќе може да се подпишуваат договорите со добавувачите на лекови. Од фондот објаснуваа дека проблемот е административен и ќе биде решен до великденските празници. Во моментот се реализира јавната набавка, годишната набавка, таа е отворена минатиот петок заради технички проблеми во Бирото за јавни набавки, односно промена на и апгрейд на системот се доцнеше со тоа. Тендерот отворен, очекуваме контрола од Бирото за јавни набавки и очекувам пред великденските празници сите лекови да бидат достапни во стабилни количини за наредните 12 месеци. Иако буџетот за оваа година на оваа клиника се зголеми за 3 милиарди денари, пациентите велат дека досега не виделе бенефит. Она што останува најголем проблем се долгите редови пациенти на клиниката, пред се поради се уште невработен нов персонал.